По години и пол бројни испитани сведоци, илјадници прочешлани документи и вештачења, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го запре предметот тежок 167 милиони евра за перење на пари и злоупотреба на јавна набавка за мазут за ТЕЦ Неготино, во кој имаше 13 осомничени, меѓу кои сопственикот на компанијата РКМ Ратко Капушевски, екс-директорот НЕСАМ Васко Ковачевски и сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Од истрагата не произлегле докази дека ги сториле кривичните дела. Предметната обвинителка Коларевиќ на брифингот со новинарите посочи дека според доказите, колку што бил баран мазут за време на енергетската криза, толку бил испорачуван, дури и по поевтина цена, а истиот не се продавал на црниот пазар. Луѓето кои сега ја водат АД-ЕСМ и се и во секторот производство, потврдија дека од ваквата тогашна постапка имало корист, не штета. Во спротивно, државата ќе се соочела со рестрикции. Целосно ја следеле динамиката на испорака. Според документацијата, во ниту еден момент не се чекал пораст на цената пред да се испорача мазутот во ТЕЦ Неготино. Јаховски, како што велат од обвинителството, кој преку Пуцко Петрол немал лиценца за набавка на мазут, како физичко лице дава гаранција во пари на Хеленик Груп за набавката на мазутот, а РКМ поседува лиценца и се единствените кои се пријавиле на тендерот, кои потврдиле дека можат да испорачаат побараната количина. Банкарската гаранција за фирмата да може да конкурира на тендерот ја дава бизнисменот Асмир Јаховски, бидејќи тој има договор со РКМ од 1,2 милиони евра и во рамки на тој договор оди во Грција и набавува мазут за потребите на РКМ, односно гарантира со негови пари дека мазутот ќе биде испорачан. Од обвинителството додаваат, бидејќи била кризна состојба, договорите кои ги исклучувале РКМ и ЕСАМ не подлежат на закон за јавни набавки, туку били исклучок. Воедно велат, ЕСАМ ако смета дека е оштетена, може да поднесе жалба до вишото јавно обвинителство во рок од 8 дена, пошто оттаму ќе одлучат дали истрагата ќе продолжи или ќе запре. Со реакција за запирањето на предметот се огласи од ВМРО ДПМН, според кој истрагата е запрена по налог на шефот на обвинителството Абази, од кого побара оставка и го обвинија дека одработувал за интересите на председателот на СДСМ Филипче, екс-премиерот Заев и лидерот на Дуи Ахмети. Целната јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абази не виде ништо. Постапката е запрена, бегалецот е слободен, довербата во правосудството од 2% со обвинители како Ислам Абази ќе падне и на 1%. Абази на брифингот со новинарите како одговор на ова порача дека во ниту еден случај во неговиот мандат не наложил, вршил притисок или интервенирал обвинител да донесе некаква одлука и дека во целост ја почитува нивната независност во работата, па оттаму вели нема ниту зошто да поднесе оставка. Во меѓувреме предметот за еколошкиот дел на случајот продолжува. Еколошкиот дел од случајот, односно дали мазутот кој се користел бил отровен, се уште се истражува. Дел од вештачењата покажале дека состојките се во законските параметри, за дел пак се очекува одговор.